Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Швајцарија прогласи 5-дневна жалост по пожарот што го зафати популарниот бар во скијачкиот центар Кран Монтана на новогодишната ноќ, во кој загина повеќе од 40 лица, 115 се повредени. Граѓаните им одаваат почит на жртвите, а истрагата и идентификацијата на жртвите продолжуваат. Македонската амбасада во Швајцарија објави телефонски број на кој македонските граѓани може да се обратат во врска со трагичната несреќа. Амбасадата внимателно ги следи случувањата во Кран Монтана и е во состојба на подготвеност да им пружи помош на своите државјани. Во случај на потреба од асистенција, секако може да ги контактираат во итниот број на амбасадата, кој може да го прочитате и на Телопод. Стои на Facebook пораката на амбасадата на Република Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на првиот ден од новата година беше во Велешката касарна со припадниците на армијата. Очекува оваа година да имаме исчекор во евроинтеграциите. Председателката Гордана Силјановска-Давкова очекува годинава Македонија конечно да направи исчекор, кон како што истакна нашата природна дестинација Европската Унија. Не можеме да ја смениме географијата, можеме да ја облагородиме и да размислуваме и регионално и европски, да бидеме дел од Европа. Логично е дека ЕУ ќе биде Европа тогаш кога и оние кои се таму навистина одвнатре учат демократија, и јас мислам дека ќе направиме исчекор и на овој кон овој природен, кон оваа природна дестинација бриселска. Силјановска-Давкова повика да продолжи реформскиот процес во државата, за како што рече да се отстранат системските слабости. Како пример ја посочува Кочанската трагедија. Кога ги анализираме проблемите, најшокантните, најстрашните, најтрагичните, како оној од Кочани, секогаш на крајот заклучуваме дека системски е проблемот. Значи не е тоа инцидент што е врзано за една личност или за неколку личности. Треба да се тргнат причините. И затоа јас велам дека Законот за судски совет е првиот чекор или почетокот. Се радувам што еве и Законот за јавно обвинителство. Кривичниот законник е многу важен. Во првиот ден од новата година, председателката упати порака и до власта. Силјановска-Давкова повика на соработка со опозицијата, а од власта очекува кочници во своето однесување. Коалицијата на власт има власт не само на локално, туку и на централно власт, на централно ниво, да не заборави на предупредувањето на умниот лорд Ектон дека секоја власт се заканува да ве расипе. Апсолутно. Мора да има спреги и кочници, мора да има соработка со опозицијата. Силјановска-Давкова денеска во првиот ден од новата година, заедно со началникот на генералштабот на армијата, беше во посета на Велешката касарна, каде се спроведува основната воена обука за новопримените професионални војници. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски се надева дека безбеден град ќе стартува на 1 февруари. Анализите на МВР за пробниот период се надежни. Подобрени се бројките кои според министерот даваат охрабрување дека овој систем ќе воспостави ред во сообраќајот. Сейф Сити го смири сообраќајот во Скопје, покажува статистиката на МВР. Министерот Тошковски вели дека во декември во Скопје немало ниту еден смртен случај во сообраќајна несреќа, наспроти 5 во текот на минатата година. МВР бележи пат од 20% на вкупниот број на сообраќајки, но и пат од 35% на бројот на повредени. Недостасуваат уште Законот за прекршоци и Кривичниот законник да бидат донесени во законодавниот дом за Сейф Сити да може и официјално да профункционира. За Законот за прекршоци потребно е двотретинско мнозинство, а Тошковски апелира претениците да гласаат позитивно. Доколку македонските граѓани покажуваат вакви резултати во позитивна насока, само во рамки на тест периодот, јас сум сигурен дека претениците ова ќе го имаат предвид и во иднина и како ќе овозможат да ваков
тип на еден паметен систем го имплементираме така што треба да го имплементираме, не само во рамки на тест период. Очекувам дека ќе го направат тоа најбрзо што можат и од 1.2 да почнеме и со официјална примена на овој систем и да очекуваме во иднина намалување на бројките во цела Македонија, како во однос на жртвите кои што ги имаме, така во однос и на вкупниот број на сообраќајни незгоди кои што настануваат како последица на непочитување на сообраќајни правила. Премиерот задоволен од тест периодот на системот, уверува дека сообраќајот е смирен и во местата каде што се уште не е поставена инфраструктурата за Safe City. И во градовите каде што нема инсталирано ваков тип на апликација, луѓето внимателно возат, но и на автопатите кои што веќе имаат инсталирано ваков тип на уреди. Така што ние продолжуваме и понатаму да го подготвуваме системот, не очекуваме дека од 1 февруари брилијантно секаде ќе функционира и дека не се можни некакви грешки од стапување, но тоа во процесот како ќе расте, така и ние ќе растеме со него, така и ќе го нивелираме. Safe City првично требаше да почне од денеска, но МВР одлучи да ја одложи неговата примена од 1 февруари. Полицијата одлучи да остави и прак на толеранција за брзо возење, што би значило дека казни нема да има за возачите, кои на камера ќе бидат фатени со 57 км на час на места каде што дозволената брзина е 50 км на час. Даниел Василев, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицковски најави ново линеарно покачување на пензиите од април. Вели дека целта е да се намали стапката на сиромаштија кај оваа група граѓани. Продолжуваме со таа политика. Последните статистички параметри кои што ги издаде Државниот завод за статистика за нивото на сиромаштија и Джини коефициентот само дополнително ја оправдуваат политиката на владата за линеарното зголемување на пензиите, најпрвен оние 2500 денари кои што се случија во ноември за октомвриската пензија во 2024 година, па оние дополнителни 2500 денари во април за мартовската пензија, па оние 1000 дополнителни денари линеарно зголемување во ноември за октомвриската пензија 25-та, така ќе биде и сега во април за мартовската пензија во 26-та година. Сакаме да го намалиме нивото на стапката на сиромаштија кај оваа група, а со тоа и да го намалиме Джини коефициентот, кој што подразбира нееднаква распределба на доходите кај различни групи на граѓани. Ова беше последната информација.